На изборите ќе се гласа и со стари документи. Собранието попладнево изгласа измени на изборниот законник, кои ќе важат само за предстојните председателски и парламентарни избори. Ќе можат да гласаат луѓето со лични документи, чија што важност истекла во периодот до 9 месеци, до денот на одржување на изборите. Измените беа донесени по скратена постапка. Ова претходно беше причина за преписка помеѓу министерот за внатрешни работи и председателот на техничката влада. Премиерот Џафери вчера кажа дека има време до изборите за луѓето кои немаат документи да стигнат да извадат пред гласањето. Тошковски возрати со тоа што ја оцени како несериозна изјавата на премиерот. Министерот за внатрешни работи денес информираше дека за 2 месеци ќе бидат исцрпени образците за пасоши, кои сега се достапни за печатење. Во март ќе бидат фотографирани рекорден број граѓани. Тошковски вели дека сега не се чека пред вратите на полициските пунктови со часови, но ограничениот капацитет на машините за печатење на пасошите останува главна пречка. Во месец март јас ви гарантирам дека само во Скопје ќе бидат фотографирани над 100.000 граѓани, но факт е дека овој генерален проблем нема да го решиме во овој период. Оној ангажман кој што ги имаме сега во овој временски период е во насока да обезбедиме дополнителна количина на пасоши за да го продолжиме континуитетот на производство на пасоши, да не ги заклучиме машините средина на мај. Предходно од МВР информираа дека се бара начини за граѓаните кои имаат термин во април да бидат повикани барем 1 месец порано на сликање, како што се повикуваат оние со закажан термин за подоцна. Нова поголема пратка со образци се очекува во јуни, а според досегашната динамика, месечно се произведуваат 75.000 до 80.000 пасоши.